Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Драги слушатели на Радио Слободна Македонија, почитувани слушатели на емисијата Поента, добар ден и добродојдовте во редовниот термин на нашето радио дружење. Радио дружење со професор доктор Тања Каракамишева Јовановска и секако со актуелни теми и анализи кои ви го подготвувам секоја емисија, кои се дел од нашата политичка и правна реалност. И оваа емисија главно ќе биде посветена на текот на изборната кампања. Ќе размениме мислења за резултатите од неодамна објавената анкета на најпрестижната агенција за мерење на јавното мислење Брима Галуп. Ќе кажеме збор два и за програмите на политичките партии со кои што тие се представуваат пред граѓаните на овие избори, но и за темата која што предизвика лавина реакција во регионот, а е поврзана со формираната Унија на општини раководени од албанци, во кои, како што знаете, влегуваат 5 клучни општини од Балканскиот регион, она во Тирана, Прешево, Приштина, Улцинј и Тетово. Секако дека ќе се осврнам на подетално на формираната Унија и на политичките последици од незиното формирање. Имаме навистина многу теми за анализа во денешната емисија, па затоа да не губиме време и веднаш да одиме со ред. Изборната кампања е во полнек. Секој град е своја изборна приказна во која политичките партии ги презентираат проектите кои што се наменети токму за граѓаните од соодветните населени места, градови, приградски средини, рурални средини и така натаму. Се со цел да придобијат што е можно поголема доверба меѓу граѓаните за наредниот нов политички мандат од 4 години, се надеваме. Во неделата, владеачката коалиција за подобра Македонија на чело со ВМРО ДПМНЕ го организираше досега најспектакуларниот изборен митинг на кој што учествува нешто околу 100.000 граѓани од целата држава. Но и митинг кој што не беше само спектакуларен по огромното присуство на граѓани на Република Македонија, туку и митинг на кој своје обраќање има двајца еминентни европски политичари, кои, како што веќе гледате по социјалните мрежи, но и од реакциите на СДСМ, направија вистински хаос, би рекла и шок во раководната структура на СДСМ, направија шок и неверување меѓу членовите и симпатизерите на СДСМ со нивното доаѓање и обраќање до македонските граѓани на овој митинг. Од тука се смета дека освен што митингот во неделата на победничката коалиција беше најмасовен партиски митинг во земјата досега, во кој што се почувствува една огромна граѓанска енергија, но и граѓанска одлучност да се застане на браникот на одбрана на земјата кога тоа е најпотребно. ВМРО ДПМНЕ навистина приреди едно големо изненадување со појавувањето на сцената на австрискиот сојузен министер за надворешни работи господино Себастијан Курц и подпредседателот на Европската народна партија во парламентарното собрание на Советот на Европа господино Тобиас Зек. Станува збор за двајца влијателни европски политичари кои што имаат големо политичко искуство, кои што се доминантни во креирањето на европската дипломатија и политика, а кои што политичари застанаа со цврста и решителна поддршка на ВМРО ДПМНЕ на својот демократски пат, односно пат на изградба на Република Македонија како самостојна, независна, економски просперитетна и успешна држава, но исто така застана и за поддршка на носителот на изборната листа на победничката коалиција господинот Никола Поповски. Од името на народните партии кои што се дел од претеничката група на Европската народна партија, господинот Зек упати една огромна благодарност до македонските граѓани, но и до владата на Република Македонија за целокупното досегашно успешно справување со мигрантската криза, но и за големите успеси што ВМРО ДПМНЕ ги има направено во сферата на економијата, во бизнесот, секако иновативните социјални политики и слично.
Господинот Зек на митингот рече дека ВМРО ДПМН е партија и влада за пример, за европски пример, што навистина представуваше голема пофелба од страна на еден од највлијателните луѓе на Европската народна партија. А со уште поконкретни констатации се огласи господинот Курц, кој, цитирам, рече: "Среќни сме што Република Македонија е на добар пат кон Европската Унија. Македонија е многу важен партнер за Австрија. Македонија и помогна многу на Австрија во справувањето со мигрантската криза." Би рекла со само неколку реченици кои што имаа силно политичко значење. Нашите политички пријатели од Европа ги срушија како кула од карти сите обвинувања и политички манипулации што СДСМ постојано ги говори во изминативе 10 години, дека наводно нашата држава е изолирана држава, дека е држава без политички пријатели во Европа и пошироко, дека е држава со политичари од кои сите се дистанцираат и што ли уште не. Знаеме дека СДСМ постојано зборува дека ВМРО ДПМН носи земјата во изолација, но се чини дека токму присуството на овие двајца влијателни европски политичари на нивниот митинг во неделата го демантираше, или ја би рекла го забетонира ваквиот став на СДСМ ВМРО ДПМН. Овие манипулации кои што постојано ги шират и со кои што постојано си подигруваат СДСМ им се вратија како бумеранг на оваа партија и оттаму сметам дека СДСМ во неделата доби две жешки политички шлаканици. Нели нормално како за почеток на кампањата, во наредниот период ќе следат уште пожешки, бидејќи ВМРО ДПМН најавува на секој митинг кој што ќе се одржи во другите градови да има постојано обраќање со уште некои видни политичари од европскиот регион, дали преку видео конференциска врска или во живо, секако ќе видиме, останува да видиме во наредниот период. Оттаму СДСМ е во еден целосен нокдаун, во една целосна зашеметана состојба, приредена токму од раководството на ВМРО ДПМН, но СДСМ и во целосен нокдаун и поради резултатите кои што произлегоа од анкетата на Брима Галуп, која што покажа повеќе од двојна предност на ВМРО ДПМН во однос на СДСМ по сите параметри, како по однос на рейтингот меѓу лидерите, така и по однос на рейтингот на двете партии. Токму анкетата на Брима Галуп е она што ги скамени, би рекла, раководната структура на СДСМ, бидејќи токму овие анкетни резултати се реален одраз на расположението на македонските граѓани за тоа која партија и кој лидер ја заслужува нивната доверба и за воиднина, не само во изминатите 10 години поред, туку и во, би рекла, уште 10 години поред владење на ВМРО ДПМН. Овие проценти преку кои од слика на довербата на граѓаните не се фантомски, тие не се ниту виртуелни, како што 2 години ЗАЕФ и СДСМ сакаат да ја замајуваат јавноста, дека постојат некакви фантомски гласачи, дека постојат некакви виртуелни измислени гласачи кои ВМРО ДПМН се ги става на собственото конто. Не, овој одраз на ова расположение на македонските граѓани кои што се гледа преку анкетите, сите досега спроведени анкети, не само оваа последнава на Брима Галуп, туку и сите претходни, покажуваат дека навистина македонските граѓани цврсто стојат зад поддршката која што ја даваат 10 години поред на лидерот на ВМРО ДПМН господинот Груевски, на неговиот тим и секако на партијата ВМРО ДПМН. Оттука ЗАЕФ треба да престане да ја замајува јавноста со некакви фантомски политики или со некакви други политички провокации. Затоа што е факт дека резултатите во анкетите, но и резултатите на терен зборуваат дека македонските граѓани во мнозинство ја поддржуваат оваа политичка гарнитура, не заради тоа што се, како што тие велат, нели убаво лице, односно или ЗАЕФ како што вели грдо лице на македонецот, туку затоа што овој тим се покажа дека знае напорно да работи, дека знае посветено да ги реализира ветените
проекти во партиската програма и дека е добра на теренска, дека има одлична теренска работа преку која ВМРО ДПМН е во постојан контакт со потребите на граѓаните. И токму на теренот, на теренската работа, нели, не случајно анкетата покажува високи 33% на активност на терен во корист на ВМРО ДПМН во однос на 15,2% на СДСМ. Овој висок процент не одразува само партиската присутност на терен, туку многу повеќе од тоа, покажува колку ВМРО ДПМН се грижи за граѓаните, колку оваа партија е одговорна кон она што го има ветено, колку е професионална во тоа што го работи, колку е совесна и колку е заинтересирана да види дали работите функционираат на терен така како што биле предвидени, односно биле планирани. Токму овие карактеристики даваат двојна предност на ВМРО ДПМН, а истите се резултати на новиот стил на политичко лидерство што го наметна господинот Груевски со доаѓањето на чело на партијата. Веќе сите македонски граѓани знаат дека токму господинот Груевски наметна еден модерен партиски политички стил на политичко делување и менаџирање во сите области кои што се дел од македонското општество, македонската држава, секако менаџирање кое што влева граѓанска доверба заради видливата политичка одговорност на дело, заради работата, заради отчетноста и заради политичката професионалност која што е се поприсутна во стилот на владењето и делувањето на ВМРО ДПМН. Овој нов стил на лидерство му донесе на ВМРО ДПМН огромна предност пред другите партии за, би рекла, многу наредни години, затоа што ВМРО ДПМН успеа да направи длабенски партиски промени во делот на работата и посветеноста кон она што е ветено, токму од господинот Груевски ги наметна тие длабоки промени. Тие такви реформски промени не се направени во ниту една друга политичка партија во земјата, што секако се одразува и на неквалитетот во нивното работење и делување во секоја поединечно, во секој од нив поединечно. Например, тоа е посебно видливо кај социјалдемократите, кои што, би рекла, не направија никакви суштински реформи, освен козметички промени. Имено Бранко Црвенковски не помрдна ниту едно камче во мозаикот на СДСМ во позитивна насока. Истото му се припишува и на господинот Бучковски, на господјата Шекеринска и сега уште повеќе на господинот Заев. Токму Заев не само што не помести ништо во позитивна насока кога се работи за партијата и партиското работење и делување, туку направи многу ретроградни чекори кои внесоа дополнителен хаос во онака хаотичната внатре партиска структура. Резултатите во анкетата на Брима Галуп даваат описи на овие моменти, поради што Заев има двојно помала доверба од господинот Груевски. Политичкиот резон на граѓанинот е ако лидерот не успее да наметне позитивен стил на раководење со партијата и не наметне нова, креативна и иновативна енергија која ќе создаде ефекти во самата партија, како тогаш да очекуваме ние македонски граѓани дека тој лидер и неговиот тим ќе успее да направи некакви поголеми позитивни промени во земјата. Инаку двојната предност што граѓаните ја даваат на ВМРО ДПМН е пред СДСМ и поради најквалитетната политичка понуда што ВМРО ја има понудено на граѓаните до сега. Имено во политичката понуда на оваа партија, што е наменета за изборите што следат, се чувствува една голема граѓанска енергија, се чувствува дека секој граѓанин може да се пронајде во неа и да има полза или конкретен интерес од незиното реализирање. Да не заборавиме дека посебно 2016 година помина во едно постојано очекување да се одржат предвремените парламентарни избори. ВМРО ДПМН постојано ги обелоденуваше своите клучни проекти што придонесе во текот на целата година, што придонесе граѓаните да бидат во тек и да ја следат понудата на оваа партија и секако да дадат своја оценка за неа.
Од друга страна, на поволниот рейтинг за ВМРО ДПМН силно влијаеше и црната, односно негативна предизборна кампања што СДСМ ја форсира веќе 2 години во државата, и ве сега гледаме дека и во изборната кампања исто така се форсира таа негативна кампања. Целата партиска енергија во изминатите 2 години СДСМ ја насочи кон деструкција, кон пуштање на бомби, кон едно предавничко соработување со странски центри на моќ, негирање на уставот, но и дестабилизирање на правниот и на политичкиот систем на државата, заедно со еден куп нереални ветувања кои што се содржани во нивниот план за живот во Македонија, понатака со антимакедонските тези и предлози кои што Заев ги даде во диаспората во Швајцарија на албанската диаспора, кои дополнително искомплицираа политичката понуда во земјата. Иако на моменти СДСМ се трудеше да се извлече од собствените црнила во кои самата се заглави, особено со катастрофалните изјави на нивниот лидер Заев за кантонизација на државата и за воведување на албанскиот јазик на цела територија на Република Македонија. Факт е дека овие неколку луциди интервала кои што ги има СДСМ во текот на изборната кампања барем досега не успеа да го отргнат граѓанскиот впечаток дека оваа партија е фокусирана само кон дискредитирање на политичкиот противник по секоја цена и на секаков можен начин и ништо повеќе од тоа. Оваа доминантност на деструктивната наместо на позитивната страна во делувањето на СДСМ се оценува од страна на аналитичарите како најслаба страна на политичката партија која што претендира да дојде на власт. Ако на сите ова се надодадат, како што кажав, и антимакедонските тези и изјави на Заев, дадени во странство, но и во земјата, тогаш добиваме диаметрално спротивна слика на она што е политички портрет на ВМРО ДПМН. Треба да се напомене дека анкетата на Брима Галуп е направена во периодот кога Заев пред Заев да ги каже и јавноста да ги чуе плановите на СДСМ за кантонизација на државата, особено за менување на уставот и за воведување на двојазичност на целата територија на државата, и да беше направена само една недела потоа пред Заев да излезе во Берн и да ги каже своите антимакедонски тези, особено околу промената на уставот, околу промената на рамковниот договор и така натаму. Мислам дека имавме сосема поинакви и анкетни резултати, затоа што дефинитивно овие антидржавни тези ќе симнеа неколку проценти подоле од контото на Заев, кои секако би отишле на сметката на господинот Груевски. Резултатите исто така од анкетата на Брима Галуп покажуваат дека и покрај тешкиот период низ кој што помина ВМРО ДПМН во овие 2,5 години, се уште граѓаните ја доживуваат оваа партија како контрапункт на СДСМ во секоја смисла на зборот. Токму овие анкетни резултати ќе бидат уште подобри сега, доколку се направи сега ново мерење на поддршката на граѓаните, откако граѓаните добија можност да се запознаат и подетално со програмите на двете политички партии, доминантни во македонскиот изборен блок. Како што напоменав, ВМРО ДПМН ја има дефинитивно најобимната и најквалитетна политичка понуда, која што било кога е видена во државата, но ја би рекла и пошироко. Оттаму е сосема логично што на терен ВМРО ДПМН целосно доминира и што не губи ниту еден момент на црна кампања. Овде ќе направиме мала пауза за реклами и секако ви останете со фреквенцијата на Радио Слободна Македонија. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Остануваме се уште на анкетата Брима Галуп. Што е позитивно во оваа анкета? Позитивно во оваа, но веројатно и во сите наредни анкети што ќе следат во наредниот период е што граѓаните ја испочитуваа стратегијата на ВМРО ДПМН да не потпадне на провокациите на СДСМ во целиот овој изминат 2,5 годишен период и што не ја прифатија нивната наметната игра. Имено СДСМ сакаше да наметне друга игра, негативна, хаотична, деструктивна игра и фактички со себе да го понесе ВМРО ДПМН заедно да играат таа игра.
СДСМ навигираше кон уште посилна политичка и севкупна криза во државата, но ВМРО ДПМН успеа да го изменаџира овој удар како вистински одговорен и национално цврст политички субјект. Добро е што ВМРО остана на својот пат, добро е што остана на својот план како најдобро да го менаџира овој би рекала период на криза и како на најдобар можен начин да го искористи периодот на криза со цел да се фокусира на позитивните процеси, односно процесите на тоа да не заостане Република Македонија во економска смисла, во правна, во политичка, во меѓуетничка смисла и секако да не само да не заостане, туку и се повеќе да се надоградува. Оваа партија навистина успешно се справи со сите предизвици и тешкоти со кои што се соочи на политичката сцена, бидејќи ВМРО беше свесна дека секој изместување на тежиштето во прилог на негативната политика која што ја води СДСМ ќе биде на негова и само на негова штета, а секако и на штета на државата Република Македонија. Токму затоа оваа партија одлучи да не губи време на тривијалните местенки, на разноразните уцени и притисоци какви што ги подметнуваше на секој ќош СДСМ и реши посветено да чекори по својата зацртана позитивна траекторија, таму каде што се чувствува најсилна и таму каде што е всушност и најуспешна и највидлива на сцената. Токму таквата насоченост се вреднува од страна на граѓаните и резултатите од анкетата всушност се одраз на поддршката што граѓаните континуирано даваат на ВМРО ДПМН во сите досегашни изборни циклуси. Паднаа во вода сите маски на Заев и на Радмила Шекеринска, се видоа сите нивни лаги, се открија сите сценарија што СДСМ ги плетеше заедно со странскиот центар на моќ, паднаа во вода сите калкулации кои оваа партија ги направи на штета на државата и на штета на македонските граѓани. Секако во наредната анкета која што ќе се појави многу брзо, очекувам уште повисок рейтинг на ВМРО ДПМН како казна за неодговорните и антимакедонски изјави и политики, но и чекори што ги направи Заев и Шекеринска за државата. Имено, ајде да видиме што нуди СДСМ во нивната плагијат изборна програма, како што видовме од Српската радикална партија Двери, како што информира македонската јавност, веројатно и ќе ги тужи социјалдемократите за украдениот слоган, но и за украдените делови од нивната политичка програма. До тој степен не ги бива социјалдемократите што не знаат ни своја изборна програма да направат, па мора да крадат изборни слогани и мора да крадат туѓа понуда од некои политички партии од регионот и украле политичка програма од најрадикалната политичка партија во Србија Двери, која што всушност е и анти-НАТО и анти-ЕУ расположена и како што самите тие велат се работи за една понуда која што е проруска. Колку што се сеќавам, јас СДСМ воопшто не се проруски расположени, така што има неколку елементи кои што, да кажеме, СДСМ ги прилагодиле на македонските услови и тие неколку елементи кои што можеме да ги видиме кои што се нивни, всушност повторно не се нивни, затоа што тие се проблематични во смисла на македонски идентитет, негување на македонското национално чувство и се всушност во интерес на албанските партии, но не се во интерес на членството на СДСМ, а уште помалку на македонските граѓани. Еве да појдеме од нивната заложба, содржана во нивниот план за живот во Македонија, што како што кажав, е плагијат, но и не се работи за класична изборна програма, како што можеме да видиме од примерот на ВМРО ДПМН, туку се работи за еден општ план, за план за живот во Македонија како што го смислила, што повеќе личи на еден политички памфлет отколку на конкретна изборна програма. Но како и да е, тие решиле дека овој план ќе го нарекуваат изборна програма и секако треба да го испочитуваме нивната одлука.
внатре во таа изборна програма посебно се проблематични неколку аспекти кои што се однесуваат на јакнењето на локалната самоуправа и креирањето на политипни општини, но и неколку други работи за кои што би сакала да кажам збор два. Прво, околу креирањето на политипни општини. Мислам дека станува збор за една многу опасна партиска заложба, која дефинитивно ќе ги отвори вратите на кантоналното уредување на земјата, бидејќи со засилувањето на надлежностите на општините, секоја општина ќе делува како еден вид мини држава, бидејќи покрај оние постојните овластувања кои што се пренесоа од централно на локално ниво во 2005 година, сега со засилувањето на новите надлежности во делот на полициските овластувања, дефинитивно општините ќе добијат форма на мини држави. Како што кажав, во времето се извинувам, со законот за локална самоуправа од 2002 година, значи би рекла гарнитурата, владеачката гарнитура на СДСМ тогаш им пренесе од централно на локално ниво овластување на општините во над 20 области, и тоа средно и основно образование, социјална политика, социјална грижа, комунални дејности, урбанизам, противпожарна заштита, издавање на градежни дозволи, примарно и секундарно здравство, но и многу други овластувања во повеќе од 20 области. Со онаа децентрализација што се направи во времето на СДСМ, најголем дел од централните политики и централните буџетски средства се симнаа на локално ниво, со што практично започна првата фаза од процесот на така наречена швајцаризација на македонското општество и на македонскиот систем. Тој процес посебно беше евидентен со официјализирањето и на други јазици што ги користат македонските заедници во општините кои имаат најмалку 20% од населението кој е различно од македонското. Повторно, процесот на воведување албански јазик како службен јазик во општините со доминантно албанско население беше издействувано во времето на СДСМ, а подпишано со Охридскиот рамковен договор, секако кој што беше, би рекла, договор со цел да се надмине таа криза наметната од албански фактор. Но СДСМ предничеше, би рекла, во спроведувањето на сите закони кои што произлегоа од Охридскиот рамковен договор, посебно оној со етничката територијална поделба на државата. Со новиот план што сега СДСМ го нуди на овие избори, оваа партија оди уште 2 чекори натаму, бидејќи ветува децентрализирање на овластувањата што по дефиниција се од државен карактер. Зашто станува збор? СДСМ ветува едно пренесување на државни функции на општински органи, особено во делот на функциите на МВР, како што е водење на матична евиденција на граѓани, издавање на сообраќајни и возачки дозволи, дел од надлежностите на полицијата кои што се однесуваат на одржување на јавен ред и мир и регулирање на сообраќајот на локалните патишта. Ова ветување на СДСМ практично значи формирање на паралелни полиции во државата, што значи и вовед во растурање на унитарниот карактер на државата и незините присилни инструменти, бидејќи не случајно се вели дека ако на државата и ги разводните инструментите за безбедност и јавна сигурност сте направиле незин дефинитивен политички масакр. Бидејќи нема држава во светот без силна и единствена полиција и без силна и единствена армија. Според планот за живот на СДСМ, секоја општина ќе има право да одлучува како ќе работи полицијата, секако и делот на овластувањата и изборот на самите началници на полициските станици ќе биде на општинско ниво, што значи вовед или увертира во засилување на капацитетот на општините во делот на полициските овластувања, но секако и многу повеќе од тоа, бидејќи штом полицијата отиде на локално ниво, многу од работите се веќе јасни. Ако се знае дека полицијата е државен орган, задолжен за јавната и националната сигурност и безбедност на државата, тогаш планот на СДСМ преку децентрализирање на овие полициски овластувања на општинско ниво е да се започне процесот на внатрешно засилување на општините со репресивни мерки, што е секако вовед кон насилно редефинирање на државата,
односно кантонизирање на државата по примерот на Швајцарија. Овде ќе одиме со мал блок реклами, секако една музичка numera и повторно се враќаме на емисијата Поента, останете со нас. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Така, продолжуваме понатаму со планот за живот на СДСМ и со нивните идеи содржани во тој план. Особено, како што реков, проблематично е децентрализирањето на полициските овластувања на општинско ниво, што секако ќе доведе до насилно редефинирање на државата, односно кантонизирање на државата и секако неповратен процес на незино раситнување. Принудните и репресивните механизми се обележија на секоја една држава и тие мора да останат под целосна контрола на централната власт. Јас се надевам дека оваа лекција мора да ја научат и социјалдемократите доколку сакаат навистина да живеат во унитарна Република Македонија. Ако се дозволи пренесување на овие репресивни механизми на локално ниво, тоа е знак дека се оди кон федерализирање, односно кантонизирање на државата, како што кажав, што е неповратен процес и е, би рекла, брана за унитарниот карактер на државата. Исто така, во планот на СДСМ има многу чудни тези во делот на образованието. Велат ќе вовеле елементи на мултикултурно образование. Јас не знам дали социјалдемократите живеат во Република Македонија и дали воопшто знаат кои се образовните содржини во основното, средното, па ако сакате и на факултетското ниво на образование, бидејќи елементи на мултикултурно образование постојат и сега. Учењето на тие елементи на мултикултурното образование и мултикултурното општество е дел од сите сегменти во образовниот процес, почнувајќи од, ако сакате, градинките, па се до основното, средното образование. Чувството на слобода и на толеранција, како и соживот, кој што ќе го граделе СДСМ уште во детските градинки, преку различни проекти, се веќе видена работа и веќе се имплементираат преку многу така наречени невладени организации. Дел од нив се финансирани токму од нивниот главен мантрач Сорос, кој што ја форсира оваа потреба во земјата. Така што да не се лажеме, зад така наречената толеранција и соживот од мали нозе на СДСМ и на ЗАЕВ, всушност се крие официализирањето на албанскиот јазик како службен јазик на цела територија на Република Македонија, потеркот како што вети и самиот ЗАЕВ дека секое македонско дете во Република Македонија ќе учи албански јазик. Тоа е она што се крие позади целава оваа идеја на внесување на елементи на мултикултурно образование во сите делови од образовниот процес. Значи, клучниот проект на СДСМ е секој македонско дете во Македонија да учи албански јазик. И тоа е она што треба да го кажат јасно и гласно. Меѓутоа, не зацкриено вака со мултикултурни елементи, бидејќи навистина не е коректно према граѓаните да се лажат со празни флоскули за нешто што веќе постои 25 години во државата, да се лажат дека тие сега ќе внеле некакви нови елементи во образовниот процес. Ако ЗАЕВ верува во ова што го зборува, дека секој дете од градинка до крај треба да учи албански јазик, тоа треба да го напише отворено. Исто така, во планот на СДСМ се вели дека инсистирањето на промовирање на културните вредности само на една етничка заедница, пазете, ќе доведе до нужна реакција на другите етнички заедници. Па точно за тоа зборуваме цело време. Нема да создаваме, вела тие, етноцентрична култура, затворена меѓу четирите ѕида на сопствената етничка припадност. А тие зборуваат цело време за промовирање на културните вредности на албанците. А од друга страна немале да создават етноцентрична култура. Не знам СДСМ навистина во која земја живее, дали зборува за Република Македонија или за некоја нивна виртуелна земја, но Република Македонија и согласно уставот и согласно сите закони кои што постојат во постојниот правен поредок, не гради ниту развива етноцентрична култура. Ако мислат само на македонска култура, повторно грешат, затоа што очигледно не го знаат ниту уставот, ниту законите кои што постојат во државата. Ако се инсистира да се спроведе она што го ветува СДСМ, дека треба цело време да се фаворизираат албанците, тогаш тие ќе воведат етноцентрична култура во државата. Етноцентричната културна политика која што ја нудат тие,
во кое што се важни само културните елементи на албанците, дефинитивно ќе доведат до дискриминација на сите останати културни елементи кои што го сочинуваат со животот во Република Македонија. Тие културни елементи се и на ромите, се и на турците, на србите, на бошњаците и на сите други заедници кои што живеат во Република Македонија. Република Македонија од секогаш била пример на држава во светот каде што секоја малцинска заедница има непречено право согласно уставот да го негува, да го развива, да го унапредува своето културно богатство, пошто Македонија е позната и призната како мултикултурно општество и како успешно приказна во сите меѓународни извештаи и по сите меѓународни документи кои што се однесуваат на негување на малцинските права во делот на сите сфери, би рекла, од нивното живење. Така што вакви нонсенс работи да се прочитаат од партија која што претендира да биде на власт е навистина крајно неодговорно и крајно некоректно кон македонските граѓани. Исто така во планот на СДСМ пазете се вели дека високи владени представници во мешан етнички состав, тоа би значило од прилика Заев и уште неколку пајташи албанци, заедно ќе присуствуваат во мешаните етнички средини и замислете ќе посетувале етнички мешани училишта, каде што тие јавно и активно ќе зборуваат за важноста на изградбата и негувањето на толерантно и мултиетничко обединето општество во Македонија. Какви се овие глупости? Ова со едноставни зборови, да им се поедностави на граѓаните, значи политизирање на учениците. Значи директно мешање на политичарите во тој познат процес на brainwashing, односно миење на умови на деца за политички потреби. Миење на умови на децата за политички цели. И секако наметнување на една нова политика, односно политизирање на образованието преку промовирање на некои лични фикс идеи на Заев, како обврска, а не како дел од културниот, нормалниот културен развој на општеството и личниот развој на секој дете, на секој поединец. Ваквото вештачко наметнување на тоа што треба да мислат и како треба да зборуваат најмладите во општеството е спротивно на концептот на слобода на секој човек. Тоа е спротивно на концептот на недискриминација за кој наводно се залага и бори СДСМ. Децата уште од мали ќе бидат учени за политика и за политички мејнстрим кој не дава резултати ако се става одозгоре или ако се натура одозгора. Со животот во Република Македонија е присутен и без Зоран Заев. Значи, да ставиме точка на тоа. Нема потреба Зоран Заев да го промовира со животот. Тој постои во Република Македонија и благодарение на тој соживот и на таа мултиетничка толеранција која што ние ја имаме децении и децении наназад, се уште Република Македонија е независна и самостојна држава и таква ќе остане. Исто така, планот за живот во Македонија на СДСМ велам е политички памфлет во кој што има многу бројни изборни ветувања кои наместо да се разработени во детали со конкретни параметри како што тоа е направено во програмата на ВМРО, главно се напишани во еден есеистички стил, премногу дескриптивно за партиска изборна програма. За разлика од изборната програма на ВМРО која има 1318 конкретни проекти, планот на СДСМ содржи само точки и наслови, содржи многу фрази и констатации во форма на некакви идни ветувања, кои во најголем дел се веќе реалност во државата. Типичен пример за такви веќе постојни практики во земјата, кои се изборни ветувања на СДСМ, е, на пример, замислете ќе вовеле регистар на државна и јавна администрација, кој патем речено постои во Република Македонија веќе 2 години. Ке ги наградувале вработените во јавниот сектор, па и тоа постои во постојниот закон. Ке администрацијата ќе направиле партнер со бизнес секторот. Па навистина не знам што гледаат овие социјалдемократи. Администрацијата, ако не беше партнер со бизнес секторот, немаше да биде Македонија ставена на 5-то место во Европа и на 10-то место во светот во doing business. Исто така, велат во СДСМ ќе вовеле јасни критериуми за избор, напредување и разрешување на судиите. Појасни критериуми од оние кои што постојат сега, амин. Исто така, интересен е делот каде што тие посебно се загрижени за човековите слободи и права, нели? Впрочем и целата нивна предизборна кампања беше фокусирана на тоа. Велат
кога ќе дошле на власт, немало да има тортура. Каква тортура има сега во Република Македонија? Навистина, нека ми објаснат еден човек кој што е под тортура во земјава. Немало да има политички затвореници. Не баре сега Идризово и сите други КП домови се преполни со политички затвореници. Велат, граѓаните ќе имале човеково достоинство. Бог да чува и да те брани. СДСМ треба да погледне малку околу себе и да се преиспита што се измисли, што се исценира, но и што се избербати во државата во која тврди дека нема слобода. Дали му фали едно влакно на главата на господинот Заев, или дали фали една локна на господјата Шекеринска, или дали му фали нешто на господинот Шилегов во државата во која што владее терор и режим, нели според нивните зборови. Ја мислам дека во Македонија има слобода, не само што има слобода, туку проблемот е што има многу слобода СДСМовско елито. Тука ќе правиме една мала пауза за реклами и нормално останете со крајот на емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, остануваме на теренот на планот за живот на Македонија на СДСМ. Навистина едно интересно брошурче кое што ви го препорачувам да го прочитате, затоа што ќе се изнасмеете на едно чудо тези кои што се нафрлени таму, особено во делот на слободите и правата. Велат или тврдат во тој план СДСМ дека ќе воведат европски стандарди за заштита на презумцијата на невиност. Така, посебно тој дел може да ви биде интересен и да се изнасмеете. Бидејќи токму презумцијата на невиност, мислам дека треба да биде да одржат во врска со таа презумција на невиност една партиска дебата и можеби обука за таквите европски стандарди кои што сакаат да ги воведат, обуката треба да биде наменета на нивните главни јуриштнички, специјалните јавни обвинителки, Катица Јанева, Ленче Ристовска и Фатиме Фетаи, кои во целиот овој период всушност се најголемите прекршители на презумцијата на невиност, кој што уставно загарантирано начело, но и меѓународно загарантирано начело, а кои тие постојано го кршат, го повредуваат и така натаму, особено кога се работи за нивните партиски монтирани случаи, во кои што треба нормално да се оцрнат сите ликови на ВМРО ДПМН, особено лидерот на оваа партија. Понатака во планот велат, на СДСМ велат дека Македонија ќе биде земја без дискриминација. Ја не знам на која дискриминација мислат господава од СДСМ и на која дискриминација тие се жалат. Дали ветуваат дека, ако не дај Боже дојдат на власт, ќе го заштитат обичниот граѓанин кој се повеќе се чувствува дискриминирано од нивното дивење, од дивењето на нивните симпатизери, подржувачи и така натаму, кои што се платени да дивеат по социјалните мрежи, да шират говор на омраза, невиден говор на омраза. Понатака да се тепаат по улици, да се тепаат по кафеани, да прават сквернавање на национални спомен обележја на македонскиот народ, да прават ршум на плоштадите на главниот град и на сите останати градови во државата. Дали на таа дискриминација мислат и дали за таа дискриминација тие ќе најдат лек. Понатака второто прашање е дали конечно ќе им стават узда на тие подземни ликови кои што ги имаат собрано од ваму од таму во СДСМ и кои немаат никаков проблем да уценуваат, да рекетираат, да тепаат за партиските измислици на Заев и на Шекеринска. Дали СДСМ планира да ја врати состојбата на недискриминација на македонците која што постоеше пред донесување на нивниот закон за територијална поделба на државата, кога етничкото не беше доминантен критериум за поседување на права, туку Уставот на Република Македонија. Понатака, велат во нивниот план ќе воведат некакви, предпоставувам, нови гаранции за слободата на изразување, бидејќи постојано име во уста тоа дека кога тие ќе дојдат на власт, слободата на изразување ќе цветала. Ако ги воведете вашите цензорски и тоталитарни правила, кои се повеќе се применети во така наречената привремена комисија за следење или адхок комисија за следење на медиумите,
и секако тие правила се повеќе важат и во нивните медиумски портали, но и телевизии кои што се наклонети кон СДСМ, тогаш навистина тешко нам и тешко и се пишува на слободата на изразување на македонските граѓани во државата. Наместо да зборуваат за слобода на изразување, треба да ја тргнат партиската цензура од најгнасен вид кој што ја наметнуваат, особено во овој период. Понатака во нивниот план за живот пишуваат дека ќе ја деполитизирале полицијата. Предпоставувам по моделот на Оливер Спасовски. Оливер Спасовски беше ангажиран веројатно кога се правил планот за живот на СДСМ, како тоа треба да го направат, односно како треба да изгледа деполитизирана полиција. Тешко нам со овие нови така наречени неполитизирани кадри во полицијата, кои Оливер ги унапреди скокајки цели 12 нивоа, трансферирајќи незаконски обични полицајци во раководни лица или правејќи ги раководни лица во МВР. Тешко нам со оние така наречени непартизирани алфи кои Оливер си ги собра од улица, дел од нив и од заслужени затворски казни, и им даде овластување да бидат локални шерифи и главни бандити на улица, секако незаконски. Исто така интересно е што СДСМ ветува вистинска борба против криминалот. Јас велам, добро е тоа да се ветува борба против криминалот, ама прво треба да почнете од врвот на партијата надолу, за да им покажете на македонските граѓани дека навистина сте сериозни во намерата. Вака изгледате само патетично. Понатака велите ќе го заплените криминално стекнатиот имот. Супер! Но прво да почнете од криминално стекнатиот имот на Заев и неговото пошироко семејство. Па потоа да зборувате за секој друг криминално стекнат имот. Велите ќе намалите стапката на сиромаштија под 16% до 2020 година и дека ќе обезбедите екзистенција за сите стечајци. Супер! Велите во првите 100 дена од мандатот ќе донесеме закон со кој што ќе бидат финансиски обезбедени сите стечајни работници. Пазете, СДСМ зборува дека финансиски ќе ги обезбеди сите стечајни работници. Та не е трагично, ќе е комично. Партијата што го направи најголемиот стечајен бунар во државата, партијата што ја направи најголемата сиромаштија во земјата, партијата што ги остави на милост и немилост семејствата на над 200.000 работници во државата поради катастрофалните приватизацијски или приватизациони политики, партијата која остави без работа и без екзистенција повеќе од 300.000 луѓе, затоа што секој работник кој што беше отфрлен од работа си има свој семејства, си има свој блиски луѓе и членови нормално на тоа потесно семејство. И сега после 15 години СДСМ им нуди гола екзистенција на овие стечајци и спас за сиромашните. Навистина е перверзно. Потоа велите домот е право, не е привилегија. Точно. Пред да ветувате акции кои веќе постојат на терен, подобро ќе беше да прошетате по градовите во Република Македонија, да видите како се спроведува вистинска грижа за секој граѓанин на терен. Колку нови градинки се изградени, колку нови старски домови има, на кое ниво е социјалната заштита. Понатака ветувате стапка на невработеност пониска од 20% во 2020 година. Веројатно мислите да се надоврзете на трендот на вработување што ВМРО го направи во овие 10 години, и што стапката на невработеност ја симна на рекордни 24% од вашите наследени 38%. Навистина е лицемерно СДСМ да зборува за намалување на стапка на невработеност. Паметните партии, наместо да се фалат со проекти кои што немаат врска со нив, молчат или се кријат во некоја подлабока дупка кога ветуваат мерки за проблеми кои им се етикета партиски срам за навек. Истото се однесува и на мерката собствен бизнис. Со кое лице СДСМ зборува дека ќе ги помогне граѓаните да отворат собствен бизнис, кога оваа партија олицетворение на уништена бизнис клима, на партизирана бизнис елита и криминално приватизирана држава. Најкомично од се е што СДСМ зборува за привлекување странски инвестиции. Јас не знам една странска инвестиција која е донесена од СДСМ, а да не е евана бомбона бизнисот на Радмила Шекеринска.
Делот за инфраструктурниот развој и изградбата на патишта е врв на циркусот во планот за живот на СДСМ. Се споменуваат патни правци кои веќе се изградени или се во завршна фаза на реализација. Се зборува за развој на железнички сообраќај. СДСМ зборува за развој на железницата. СДСМ зборува за ефтина електрична енергија. Веројатно партијава мисли дека парите што ги платите заедно со сметката ќе ви бидат надоместени со едно бомбонче ставено во сметката за струја или сметката за електрична енергија. Понатака СДСМ зборува за грижа на земјоделците и за сигурни и навремени земјоделски субвенции. СДСМ пишува: Ќе овозможиме секој млад човек да добие понуда за вработување, можност да го продолжи образованието, да добие пракса или тренинг за подготовка за вработување во период од 4 месеци по завршување на школувањето. Со ова, велат тие, овозможуваме активност на секој млад човек веднаш по завршување на високо образование и отвараме пат за нивен професионален развој. Што тука е ново, господа од СДСМ? Што тука е партиска понуда? Што од се во ова младите го немаат денес во Република Македонија? Немаат понуди за вработување, па вие очигледно имате проблем со реалноста. Немаат можност да го продолжат образованието, исто така имате проблем со реалноста. Немаат можност за тренинг, пракса, за подготовка за вработување. Што е неформалното образование? Што се сите оние обуки кои што се подготвуваат за сите оние кои што се завршени во високообразовниот процес? Навистина, да не беше, повторно ќе кажам, трагично, е комично и ке е комично и затоа, бидејќи немам веќе ни време, ми опоменуваат од режијата дека морам да ја завршам емисијата, тука ќе завршам, но тоа не значи дека во наредните емисии поента нема да ги доанализираме сите оние комични аспекти врзани со планот за живот на во Македонија од СДСМ. Останува што толку да кажеме дека емисијата Поента се емитува во Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Денеска е 29 ноември 2016 година. Уредник на емисијата Поента е професор доктор Тања Каракамишева Јовановска. Останете со добро расположение, се надевам во убаво, топло, семено обкружување и се слушаме наредниот вторник во истото време, редовен термин од 17 до 18 часот. Довидување. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.